Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден во вестите на Сител. Во 16 ќе гледате. Подпредседателот на Собранието Салим Сулејмани си поднесе оставка од функцијата. Во исто време си даде оставка од пратеник и ја напушти Алијанса за албанците на Таравари. Мицкоски најави промени во владата и голема победа на локалните избори. Анализа: какви придобивки има Македонија од 4 стратешки партнерства? Кои здравствени капацитети ќе се доградуваат, а кои ќе се градат од темел од британските пари и колку би чинеле? Најавените царини од американскиот председател Трамп и натаму предизвикуваат неизвестност во инвестицијските активности. Мексикански школски едреник удри во мостот Бруклин. Има мртви и повредени. Од сителовите репортери на теренот Катерина Нешкова за последните превирања во албанскиот политички кампус. Подпредседателот на Собранието Салим Сулејмани си поднесе оставка од функцијата, како и од функцијата пратеник. Сулејмани во исто време ја напушти Алијанса за албанците на Арбен Таравари. Каков е односот на силите во парламентот сега? Во живо ја прашувам Катерина Нешкова. Да, Тино, со заменувањето на Сулејмани се променува односот на силите во парламентот. Имено Сулејмани доаѓа од редот на Алијанса на албанците, крилото на Таравари, но со ваквата оставка нормално е на негово место да дојде нов пратеник. Според листата на Вреди, бидејќи тогаш настапува како коалиција 4 партии што влегуваат во владиниот блок, вклучително и Таравари, на негово место доаѓа пратеник, односно пратеничка од БЕСА. Тоа значи дека Вреди го зголемува контото од 9 на 10 мина пратеници, додека пак Алијанса го намалува од 5 на 4. Со тоа го зацврстува всушност легитимитетот на владиното мнозинство. Секако дека Вреди го поздравува ваквиот чекор и вели дека ова е доказ дека крилото на Таравари се распаѓа. Денеска Мицкоски, премиерот и лидер на ВМРО ДПМН, со остри критики за потегот на поранешниот министер за здравство, вели дека срамот за напуштањето на владината коалиција е негов, бидејќи честните и честа останале кај владата, имајќи предвид дека тој понатаму ќе се работува. Со дуи му порача дека набрзо ќе побара повторно место во владината коалиција, но за тоа ќе нема простор. За партиските ставови и што ќе значи потегот на Сулејмани, како и ставот на премиерот, гледаме во прилогот. Пратеникот на Алијанса на албанците од крилото на Таравари, Салим Сулејмани, од струга си поднесе оставка од пратеничкото место, но го напушта и Таравари. Ова е прв пратеник од крилото на поранешниот министер за здравство кој отворено не се согласува со својот лидер. Оставката на Сулејмани носи пак плюс пратеничко место за владеачката Вреди. Според листата на коалицијата од парламентарните избори, следена листата е докторката Валбона Адили Емини, кадар на движењето БЕСА. Со ова Вреди наместо досегашните 9 пратеника ќе брои 10 пратеници во новото парламентарно мнозинство по заменувањето на Таравари. Алијанса пак засега е на 4 народни избраника. Во објавата на својата оставка Сулејмани вели дека Алијанса на албанците и тој влегле во коалицијата Вреди поради промени и да ја врати правдата кај албанците како антипод на, како што пишува, трулата структура на ДУИ. За жал, она што го видовме во последно време е целосно отстапување на Алијанса за албанците од овој политички дух. Оваа акција за мене е неприфатлива, бидејќи не можам да бидам дел од сојуз кој не е формиран поради најдобри политички интереси и со луѓе споменати во меѓународната црна листа за вмешаност во корупција, напиша Сулејмани на Фејсбук. Сулејмани беше еден од пратениците што не беа присутни на минато неделниот состанок во Тетово, каде Алијанса одлучи да замине во опозиција. Таравари тогаш тврдеше дека тој сепак е во неговото крило и бил на ручек со него непосредно пред председателството, но не дошел поради лични обврски. Пред Сулејмани отворено против Таравари застана и поранешниот министер од неговите редови, Азер Алију. А чекорот за оставката на министерот не ја следеше и вториот министер од Алијанса на албанците, Арбен Фетај. Тој засега останува во кабинетот на Мицкоски. Против Таравари се изјаснија и неколку членови од раководството на ова крило на Алијанса.
Премиерот Мицкоски пак денеска му испрати порака на Таравари дека набрзо и Дуј ќе му се заблагодарат кога ќе видат дека е политичар кој менува страни поради подобра понуда или пак уцена. Му порача на Таравари дека и покрај тоа што ќе бара да се врати во владата, нема да има место за него. Тоа што Дуј го бара од него е да објави дека на листи на советници ќе оди сам, за да можело Демократската унија за интеграција да брои советници повеќе во однос на Влен, доколку тоа се случи, иако убеден сум дека и тоа нема да се случи. Замислете каква стратегија. Како бројот на советници да треба да ме убеди мене дека треба да ги земам од Демократската унија за интеграција во владата, а не принципи, програма и заеднички цели. Зарем тие мислат дека јас ќе заборавам како Бујар Османи го продаваше мојот македонски идентитет. Но тоа е што е. Владата продолжува уште појака и уште пообединета во оваа следна фаза на наше организирање. Од Вреди пак велат дека јасно е дека структурата на Таравари се распаѓа. Обидите на Дуј преку Таравари да предизвикаат земјотрес во нашата коалиција завршија како политички бумеранг. Не само што не поколебаа, туку не направија уште посилни. Вреди е новото лице на политиката, ние не се плашиме од старите шеми, напротив, токму Вреди и земјотресот што ќе го сруши трулиот систем на Дуј. Велат од Вреди. Според најавите во наредните денови се очекуваат нови политички потези и кадровски решенија. И меѓутоа Касами тврдја дека засега албанскиот партнер во владата ги задржува своите позиции. И од ВМРО ДПМН неофицијално велат дека новиот министер за здравство ќе биде од редовите на Вреди. Дуј пак се уште обвинува дека владата била моноетничка и дека Вреди не ги заштитувала албанците. Што се однесува до така наречените остатоци од Влен во владата, јасно е дека никој не ги прашува, ниту пак им бара мислење за каква била институционална одлука. Тие немаат ниту влијание, ниту авторитет. Единственото што го прават е со срамна тишина и покорност да ја легитимираат оваа дискриминаторска влада, реагираат интегративците. Вчера и нивниот лидер Ахмети го обвини премиерот Мицкоски дека ја дестабилизирал државата со антиалбански политики. Тој пак денеска Ахмети по локалните избори го испрати во политичка пензија. За времето кое го живееме. Каде премиерот најави промени и во владата и во партијата, што најави Мицкоски? Да, слушнавме дека вели дека владата е стабилна, но Мицкоски изненадувачки најави промени особено во своите редови. Тоа го најави некаде за крајот на годината и почетокот на наредната година. Кажа со кои кадри би се збогувал, а со кои би ги задржал во извршната власт. Пред тоа најави голема победа на локалните избори. Вели дека сите анкети покажувале дека кандидатите на ВМРО ДПМН водат многу пред оние опозицијски. На СДСМ му предвиде најмногу 3 до 4 градоначалника, а рече ако продолжат вака со оваа политика на лаги манипулации, може да се соочат и со ниту едно градоначалничко место. Еве и оваа порака на Мицкоски. Веднаш после редовниот конгрес кој што ќе се одржи на крајот од оваа година, најдоцна почетокот на следната година, ќе има големи промени во партијата и во владата. Кој ќе се покаже со својата работа ќе остане. Но тие што нема да ги исполнат очекувањата на граѓаните, ќе ги поздравам и ќе им се заблагодарам. Ќе ја санкционирам како претседател на владата секоја забеганост. Ќе ги разрешам сите оние кои ќе не посрамотат како структура и како луѓе. Примерот за промени мора да го дадеме ние. Да, Катерина Нешкова со последните информации од македонската политичка сцена. Анализа. Какви придобивки има Македонија од 4 стратешки партнерства? Кои здравствени капацитети ќе се доградуваат, а кои ќе се градат од темел од британските пари и колку би чинеле? Какви придобивки има Македонија од стратешките партнерства влада со влада, односно држава со држава, и тоа со САД, Турција, Унгарија, па и новото со Велика Британија? Има ли земјава капацитет правилно да ги искористи парите? Анализата има Даниел Василев.
Стратешкото партнерство со Велика Британија, кое идната недела вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски ќе го потпише во Лондон, е последно во низата кои државата ги има ратификувано со други држави и организации. Ваквиот договор со Соединетите Американски држави е можеби најважниот меѓународен договор за државата, иако тој дојде како утешна награда за грчкото вето во Букуреш за влез во НАТО. Стратешки партнерства за различни области Македонија има подпишано и со Унгарија, Турција, Европската унија, Азербејџан, Швајцарија. Последниот со Велика Британија ќе значи вбризгување на 6 милиарди евра во македонската економија, иако барем засега непознати се условите под кои ќе ги добиеме овие британски пари. За првиот човек на владата, стратешкото партнерство ќе донесе револуција. Овој договор кој ќе донесе инвестицијска револуција во државата, еден вистински историски инвестицијски циклус со кој Македонија ќе работи, ќе се гради, ќе се развива, ќе напредува. Но колку навистина Македонија може да има бенефит од еден ваков договор? За политичкиот аналитичар Петар Арсовски, форматот е добар, но потребна е содржина во него. Стратешките партнерства како формат се добри за државата, но тие треба да се пополнат со содржина. Ние сме имале случаи на стратешки партнерства кои не сме ги искористиле доволно. Изгледа дека ова стратешко партнерство има конкретни точки кои треба да ги исполни, но сепак ќе зависи од капацитетот на двете влади да го исполнат целосно и од тоа да знаеме што да побараме, што да добиеме и каде тоа да го вложиме. Арсовски сепак вели, македонската јавност се уште нема доволно информации околу парите кои државата ќе ги добие од Велика Британија. Стратешкото партнерство е рамка. Со што ќе ја исполниме таа рамка зависи од тоа што ни е потребно и што сметаме дека најбрзо ќе ни ја раздвижи економијата. И голем заем не е проблем, и враќање на заем не е проблем, под услов тој да се искористи продуктивно, односно да ја раздвижи економијата. Додека не видиме кој е планот на владата, како да ги искористи тие средства и тоа стратешко партнерство, тешко е да се предвидува како тоа ќе излезе на крај. Попишувањата на британските медиуми дека Македонија е една од земјите во кои би можеле да се градат мигрантски кампови за прием на азиланти кои ќе бидат одбиени од Велика Британија, добивме демант од британскиот амбасадор во земјава. Сега и премиерот на прославата на Унијата на жени на ВМРО ДПМН зборуваше за ова прашање, но тој смета дека опозицијата ги користи овие прашања за политички цели. Замислете, седнале, анализирале и во паника, и во агонија, некои од нивните генијалци измислиле, ќе граделе мигрантски кампови. Нешто кое на памет ниту ми паднало, ниту пак некој побарал од нас. Откако Николовски ќе го подпише договорот, тој треба да биде ратификуван во македонската влада и собрание, но и во британските институции. Детали од договорот, условите за добивање на британските пари и начинот на инвестирање се очекува да бидат познати кога тој ќе влезе во собраниска процедура. Даниел Василев, Сител телевизија. А 5 здравствени објекти, меѓу кои медицински факултет и дом за студенти, ќе се градат од британските пари. Што ќе се доградува, што ќе се гради од темел, колку би чинело, одговори бараше Александар Динев. Идната недела ќе бидат познати деталите. Кога повторно ќе почнат градежните активности, колку ќе чинат и кога конечно ќе бидат функционални новата клиничка болница во Штип и болницата во Кичево, кои се дел од здравствените проекти од стратешкиот договор со Велика Британија за 6 милиарди евра. Прво изградба на клиничка болница во Штип, која што после клиничкиот центар во Скопје треба да е најголема во Македонија. Второто изградба на медицински факултет, комплетно нов, тоа е во делот на образованието. И трето е студентски дом кој што би бил во поддршка на медицинскиот факултет со најмалце 200 легла. Понатака четвртиот проект е целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово. И петиот проект е изградба на нова болница со нов здравствен дом во Кичево. И исто така во Кичево 30 години се чека нова болница. Ова ќе значи завршување. Ова се 5, би рекол, пилот проекти, кои што доколку се реализираат како што би требало, амбицијата е во втора фаза веќе да размислуваме и за други региони, да размислуваме и за Охрид, да размислуваме и за Битола, да размислуваме и за Прилеп, но исто така наша амбиција е модерен клинички центар во Скопје. Клиничката болница во Штип почна да се гради во март 2016, се изградија околу 40% од објектот.
но поради непочитување на роковите беше раскинат договорот со изведувачот. Како што беше посочено во извештајот на Државниот завод за ревизија, поради ова случајот е на арбитража и фирмата бара одштета од 22 милиони евра од државата. Тогашниот проект за Штипска клиничка, ревизорите го процениле на 49,3 милиони евра. Колку пари сега ќе чини до изградбата на медицинскиот комплекс, ќе се знае до крајот на мај, кога ќе биде познато и кој ќе го гради. Во постоечката болница, пак која е регионален центар за Источна Македонија, годишно здравствени услуги добиваат повеќе од 150.000 пациенти, а бројката се зголемува од година во година. Како регионална болница, точната бројка ја имаме за 2023 година. За 2024 година ориентационно е некаде околу 10% поголемо од таа. Околу 150.000 пациенти има прегледано клиничка болница Штип за 2023. Има прием на над 11.000 пациенти, од кои што 11.000 околу 25% се оперирани, дали на гинекологија, дали на хирургија, дали на ортопедија, исто така на урологија, уво, нос и грло, офталмологија, значи тоа се тие хируршки гранки што вршат хируршки интервенции плюс. Според неофицијални информации, експерти од Британија веќе направиле скенирање на теренот не само во болниците во Штип и Тетово, туку и во Кичево, каде карабината стои повеќе од 20 години и допрва ќе се одлучува дали повторно ќе се гради од темел или ќе се доизградува. Александар Динев, Сител телевизија. 80 години од кодификацијата, каде е денес македонскиот јазик, со кои предизвици се соочуваме, како јазикот на вистина да биде мајчин за младите кои се повеќе комуницираат на англиски, ќе има ли конечно функционален закон за употреба на македонскиот јазик и инспекторат за контрола, кој ќе лекторира и што се треба да се лекторира. Тема на денот со Весна Мојсова Чепишевска од Филолошкиот факултет Блаже Коневски. Голем дел од земјава ноќеска остана без струја. Поради дефекти и краткотраен испад на 110 киловолтната преносна мрежа, жителите на Скопје, Гевгелија, Куманово, Кичево, Прилеп, Битола, Охрид, Штип, Струмица, Кочан и Крушево останаа без електрична енергија. Од МЕПСО велат дека во раните утрински часови дојде до дефекти и краткотраен испад на 110 киловолтната преносна мрежа. Причина за овој прекин се високите напони на 400 киловолтната мрежа во целиот регион, што го афектираше нашиот систем и го предизвика краткотрајниот испад на енергетските трансформатори 400/110 киловолти во трансформаторските станици. Станува збор за регионален и европски проблем со кој се соочуваат речиси сите преносни системи оператори поради нискиот транзит и конзум на електрична енергија во текот на ноќните часови и викендите во овој период од годината. Од настанување на испадот, екипите на АДА МЕПСО експресно реагираа и за околу 1 час по прекинот нормализирањето со напојувањето со електрична енергија е нормализирано. Екипите на АДА МЕПСО продолжуваат да работат на целосно нормализирање на стабилноста на електроенергетскиот систем, соопштуваат од компанијата. На 28 април годинава Шпанија и Португалија се соочија со најголемиот прекин на електрична енергија во последните децении, при што милиони граѓани останаа без струја, а јавниот живот беше парализиран. Овој настан го истакна предизвикот за одржување на стабилноста на електроенергетските системи во услови на зголемена интеграција на обновливи извори на енергија, кои иако се еколошки може да придонесат за нестабилности во мрежата поради нивната варијабилност. Распад на системот по само нецела година од владењето на експертскиот тим на ВМРО-ДПМН во секторот енергетика, обвинуваат од СДСМ. Додека Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини раскажува приказни на телевизија како секторот за енергетика почнал да се развива, откако таа е поставена за министер, во реалноста се случуваат хаварии. Прво, пред почетокот на викендот, во рудникот Суводол се случи хаварија на јаловинскиот систем поради лизгање на погонската станица до одлагачот, при што нултиот јаловински систем ќе биде надвор од употреба најмалку 2 до 3 недели. И за ова, замислете, нема никаква информација од страна на партиското раководство на ВМРО-ДПМН, на СМ и РЕК Битола. Второ, денес пола држава е сведок на способното раководство на ВМРО-ДПМН во енергетиката, како пола држава остана без струја и се разбира не е виновен никој. Туку регионот, па дури и цела Европа, се вели во реакцијата на СДСМ.
Најавените царини од американскиот председател Трамп и натаму предизвикуваат неизвестност во инвестицијските активности. Македонија и покрај тоа што не е членка на ЕУ, царините ќе ги почувствува како да е дел од европското семејство. Ке се откаже ли Трамп од најавените царини или сепак ќе ги воведе? Неизвестноста е убиец на инвестициската активност, велат економистите. Ако по 3 месеци сепак стапат на сила, мала земја како нашата не би имала големи директни последици. Заканата доаѓа од нашите најголеми трговски партнери, односно од Европската Унија. Ние трпиме штети или би трпеле штети од таа меѓусебна царинска војна или трговска војна меѓу САД и ЕУ, како да сме земја членка, дури можеби и повеќе од некои земји членки, пошто поголем дел од трговијата ни е таму, а не сме членка, значи одбранбените механизми на Европската Унија не може да ги користиме. Крајната неизвестност влија и врз креаторите на фискалната и монетарна политика. Иако има знаци дека инфлацијата полека стивнува, сепак ФЕД и ЕЦБ се внимателни со намалување на каматните стапки. Очекувањата на банкарите се дека ќе има благо намалување, кое ќе се рефлектира и кај нас. Македонскиот денар е стабилен во однос на еврото, така што евентуална индиректна последица може да има врз конкурентноста на македонскиот извоз. Домашната референтна каматна стапка, која што е во случајност каматна стапка на благајнички записи, моментално изнесува 5,35%. Најверојатно ги следи движењата на Европската централна банка и може да се очекува некое благо намалување и на нашата домашна референтна каматна стапка. Има влијание на унгарската кредитна линија за која што има голем интерес и влијание на нивото на каматната стапка која таа линија ја обезбедува или од 1,95. Сето тоа влијае на некој начин на клиентите и во поглед на нивните очекувања, и во поглед на нашата подготвеност да намалуваме и да конкурираме едни на други банките, со цел да им излеземе во пресрет на комитентите. Сепак, нарушените синџири на набавка можат да влијаат на зголемување на цените и подгревање на инфлацијата. Тоа би резултирало и со намалена продуктивност и воздржување од инвестиции. Погодени се и финансиските пазари. Доларот губи од вредноста на сметка на еврото и другите валути. Пат кој се очекува да продолжи доколку Трамп не ја смени политиката. Ова беше констатирано на 30 годишнината на Сдруженијето на финансиски пазаријаци. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Дел од тутунопроизводителите најавуваат зголемување на површините засадени со жолтото злато. Цената која годинава со субвенциите изнесува околу 500 денари за килограм тутун е еден од факторите што влијаат позитивно. Гоце Кебаковски од Прилепското Кадино село е само еден од повеќето тутунопроизводители кои што за оваа реколта најавуваат зголемување на површините и производството на тутун. Годинава заедно со субвенциите 1 килограм тутун се плаќаше по околу 500 денари, што е една од главните причини за повторно зголемениот интерес за тутунот. Ланска година имав 3 декари посадено само тутун. Годинава ќе го зголемам производството на 15 декари, едно 5 пати повеќе и планирам принос околу 3 тони. Мислам, тутунот е моментално најисплатлив од сите земјоделски гранки што ги работиме и затоа решив годинава да инвестирам во тутун. Сите млади претежно се преориентираат моментално на тутун. Они кои работат претежно земјоделие. И од Сојузот на тутунски здруженија потврдуваат дека е зголемено тутунопроизводството за разлика од лани. Минатата година имало засадено 13.700 хектари, а годинава пријавени површини биле 14.300 хектари. Лани имало 27.000 договори, а годинава 33.000 договори. Зголемено е производството пред се ради економскиот бенефит, и тоа што како култура тутунова во моментов е најисплатлива и сите земјоделци, поготово помладата популација која останува да се занимава со земјоделие, се преориентира на тутуна. Ради тоа што тој е и сигурно откупен и добро платен. Македонија после Турција во моментов е втора во светот по производство на ароматичен тутун. Моментално светските потреби за ваков тутун за производство на цигари се околу 130 милиони килограми, а се произведуваат само околу 100 милиони. Тука Македонија во иднина може да ја гледа шансата за надополнување на овој светски дефицит.
За Сител Дарко Штарговски. 120 доброволци во моментов во Охрид се обучуваат за справување со пожари. Токму волонтеризмот е важен сегмент при справувањето со пожарите на отворено. Во пресрет на летната туристичка сезона и очекуваните високи температури, Охрид превентивно се подготува за заштита на шумите, пасиштата и други отворени простори од пожари. Околу 120 доброволци вработени од предпријатија се обучуваат за да можат да одговорат на задачата. Многу е битно да се обрне внимание на луѓе кои би се уклучили во таа активност, како и во други држави, нели, да се сертифицирани, да имаат сертификат со кој ќе бидат обучени да можат да се справуваат со адекватна опрема, со адекватни обуки. Од овде ќе се продолжи понатака со размена на искуства со искусни секако луѓе етаблирани во област на гаснење и справување со пожари, превенција, така да е сето тоа во правец на престојната сезона да ја пречекаме поподготвени на ваков начин. Големиот број катастрофални пожари кои зафатија земја уште еднаш покажаа дека итно е потребно координирано и здружено делување од страна на надлежните институции. Потребно и меѓудржавно зајакнување на соработката со Албанија за поголема заштита на националниот парк Галичица. Општината вложува и ланска година, додуша пред пожарот и годинава координирани мерки со сите предпријатија, постојано имаат насоки, превземаат активности со градоначалникот како нели одговорен во кризниот штаб и сите други чинители. Имаат некои насоки од ЗЕЛС исто така за подобрување на превенцијата и заштита и уште сега треба да се води рачун. Според добрите познавачи, многу важен сегмент при справувањето со пожарите во една земја е волонтеризмот. Државата мора да дава поддршка за стимулирање на волонтерите, за обука и опрема. Нина Аритоновска, Сител телевизија. А и јавното предпријатие Национални шуми се подготвува и презема превентивни мерки за заштита од огнената стихија. Јавното предпријатие Национални шуми презема превентивни мерки за заштита од евентуални пожари на отворено. Со механизација се расчистува шумската инфраструктура и се прават обрачи околу зелените појаси кои се мета на пироманите. Ова лани се покажа како добра пракса, кога од целосно опожарување беа спасени неколку села во подножјето на Серта. Поради огромната бројка на пожари кои што не затекна минатата година, ние во моментов активно работиме на прочистување на патиштата кои што ги имаме, на шумската патна инфраструктура, отварање на нови патишта и просветлување на веќе постоечките, а тоа значи правење на заштитни појаси токму од појава на евентуални пожари. Истовремено, владини работни групи се фокусираат на изготвување на национална стратегија за заштита од пожари. Претходно направената анализа укажува дека ниту една институција во државата соодветно не е подготвена да се бори со пламените јазици, потенцира Михаилов. Стратегијата вклучува набавка на она кое што никаде го нема. Значи, ниту една институција не е подготвена за пожарите. Вклучително почнувам од нас и останатите други. Значи, секаде се со дотраени возила, секаде се со опрема која што е малтене неисправна и она што го кажав нели јас на почетокот, ги начекавме нашите вработени да гасат пожари буквално на влечки, нели, во вистинска смисла на зборот. Ги начекавме со неподмирено здравство, што значи без здравствено осигурување беа луѓето и за жал тоа беше реалноста со која се соочив. Според податоците на Европскиот информациски систем за шумски пожари, програма Коперник, лани во Македонија изгореле над 94.000 хектари, што е речиси колку и претходните 10 години заедно. За Сител, Трајан Ристовски.